Очи детски кои молат за помош. Марин Станоевиќ добива страбизам на очите и оттогаш видот му е оштетен речиси 95%. Не може да гледа, не може да ги извршува своите секојдневни животни потреби. Вели дека по лекарскиот преглед во една здравствена институција во Белград му било посочено дека му се потребни 3000 евра за операција на очите по која тој ќе прогледа. Тропнал на вратите на повеќе државни институции, но не добил помош. Си ветил дека сам ќе си помогне. За еден ТВ вели дека е тешко да се дојде до толку многу пари. Живее со своите родители, за кои вели дека не можат да му помогнат. Не е повреда, него страбизам. Бев на доктор во Белград. Они ми ветеа ќе ми прават операција. Ми ветеа ќе ми прават операција да ми гарантират 100% дека ќе се излечам. Они тражат многу пари, они ми тражат 3000 евра за операција. Моето семејство нема веќе од каде да ми помогне. Ние решивме да собереме помош за лечење. Ми фалат уште 250 евра за овие прегледи да ги извршам, значи во Свети Вит. После тоа за операција треба 3000 евра. Да се заврши цела работа. Се обратив во Министерство за труд и социјала. Се обратив во Фондот за здравство. Сек да се обратив овде по Скопје, некој абер немаше да ми помогне. Македонската јавност веќе има слушнато за Марин. Тоа е детето кое пред неколку години беше киднапирано и однесено во Белград. По потрагата на македонската и српската полиција беше пронајден и вратен дома. Марин од преголема жилба да прогледа им поверувал на луѓе дека навистина сакаат да му помогнат тој да прогледа, но патот до Белград завршил кобно по неговиот живот. Лоши луѓе со нечесни намери и валкани жилби го искористиле за своите цели. И после тоа се случи, дојдоа некој луѓе. Рече, ние ќе те помогнеме, рече, диде за Белград, рече, на операција. После тоа они мене ме одведова од таму, сило ме одведова. Ми најде некој непознат човек таму, утраве ме киднапираше со се ствари, со се. Бев кај него дома, он ме претвори во питач и ме тераше да идам по црквата да собирам пари. Вели дека учел во Асуц, но дека поради недоразбирања со професорите морал да го напушти училиштето. Неколку месеци тој не е во училишните клупи. Сега институциите, социјалните, образовните и здравствените се на потек, како ќе го решат проблемот на Марин. Еден ТВ ќе ги праша зошто и по 10 години, по толку талкања за само 3000 евра, останува да биде дете кое нема да може да чекори само во животот.